James Lyon од истражувачката организација Совет за политичка демократизација и поранешен виш советник за Балканот на меѓународната кризна група во Вудро Вилсон центарот зборуваше за предизвиците на Европската унија и на новата американска администрација на Западен Балкан. Таму беше Јане Бојаджиевски. Намалено е вниманието на случувањата на Балканот изминатите години. Интересот на меѓународната заедница е насочен кон други жаришта во светот, смета Лајон. Сад во изминатите 8 години на Европа и ја предаде улогата да ги решава проблемите во регионот, но Лајон смета дека Европската унија се уште има проблеми со дефинирање на единствената надворешна политика како што беше случај со Косово. За земите од регионот, Лајон смета дека во Македонија има направено мал напредок во правосудството во 2008, додека Србија и Босна после чекор наназад во спроведување на реформите. Хрватска пак бавно ги извршува неопходните задачи на патот кон Европа. Дали новата американска влада ќе биде поангажирана на Балканот? Джеймс Лајон вели: Очекуваме администрацијата на Барак Обама да биде малку поенергично вклучена на Балканот отколку што беше случајот со администрацијата на Буш, но тоа останува да се види. За разликите околу името меѓу Република Македонија и Грција и повикот на меѓународната кризна група спорот да биде решен поради стабилизација на Балканот, а Грција да го признае македонскиот идентитет, Лајон е дециден. Од лична точка и од името на Советот за политичка демократизација морам да кажам дека сме шокирани дека Грција одбива да го признае тоа. Зачудувачки е што грчката влада не признава етничка и национална група која јасно постои. Европската унија изминатата година не се снајде со менаџирањето на ново настанатите проблеми на Балканот. Соединетите американски држави преку нивните амбасадори во главните престолнини во регионот сепак успеа да издействуваат имплементирање на реформите во правец на целосно интегрирање на регионот во Европската унија. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вудро Вилсон, Вашингтон.